граѓани на општина Демиркапија, почитувани светници, почитувани работени во општина Демиркапија, државни службеници, јас свекувам 39-та седница на стојот на општина Демиркапија. Таа ќе се одржи на датум 22.10.2024 година, ги е држувана во составите на општина Демиркапија. Прво ќе пристапиме кон усвојување на записникот од одржаната 38-та седница на стојот на општина Демиркапија и по однос на записникот дали некој бара збор од одржаната 38-та седница на стојот на општина Демиркапија. Пошто никој не бара збор по однос на записникот, го започнувам претресот и овој записник го ставам на гласење кој е за. Молам да крене рака едногласно, 9 гласа за, няма воздържани, няма 8 гласа за, еден воздържан. Или не гласа, заради вашата гласа. 8 гласа за, няма воздържани, няма против. Пристапуваме към дневниот ред. Под точка 1. Предлог одлука за собствено учество на општина Демиркапија во ревитализација на проектот во воспоставување на советувалиштен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано селено наследство. Точка број 2. Предлог одлука за давање на согласност за прифаќање на намера за донација од Институт за истражување и анализа на политики Роман Литико Скопје. Точка број 3. Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за давање на трајно користење на движна ствар возило на Фондацијата Центар за едукација и умрежување во туризмот Ценет од Демиркапија. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок на председателот и членовите на управниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Точка број 5. Предлог одлука за доделување на награда 7 ноември и признание за 2024 година. Точка број 6. Предлог програма за одбележување на денот на ослободување на Демиркапија 7 ноември 2024 година. Точка број 7. Предлог решение за давање на собственост за статутот на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Точка број 8. Предлог решение за давање на согласност на програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на подрачјето на општина Демиркапија за 2024 година. Точка број 9. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за утврдување на цените на услугите на ЗЈП стационар Шепа Кавадарци. Точка број 10. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за утврдување на вредност на годот на исплата на шплати на административните службеници, давање на јавни услуги и помош на физичките лица во заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2024 година. Точка број 11. Предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување во 2025 година на Основното училиште Дом на култура Ветка Кинова од Демиркапија. Точка број 12. Предлог решение за давање на согласност за формирање на паралелно со по-обрнени ученици на Општинското основно училиште Димчан Делоградова од Демиркапија за учебната 2024-2025 година и 13. Разгледување на барање од физички и правни лица. Кој е за вака предложението? Дали сакате збор по однос на вака предложението од НГР? Дали некој има за дополна? Пошто никој не се јави, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за вака предложението од НГР? Молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, няма против, няма воздържани. Поминуваме веднаш на првата точка. Предлог одлука за собствено учество на општина Демиркапија во реализацијата на проектот во воспоставување на советувалиштен центар и помош и поддршка на жртви на родово базирано семејно наследство. Веројатно чувствата да се измисли. Значи, ова предлог одлука произлегува од претходно склучен меморандум за соработка во 2022 година помеѓу општина Демиркапија
Сдружение за родова еднаквост, Визија Кавадарци и уште на три општини, тоа се Неготино, и уште две усвоени општини, Неготино и Росован и Кавадарци. Врз основа на овој меморандум за соработка, кој што има за цел воспоставување на соработка на полето на напредувањето и заштита на жените и децата жртви на родово базирано и семено насилство, за воспоставување на регионален советовалишен центар за помош и подршка на жени, и деца жртви на родово базирано и семено насилство во Вардарскиот регион. Обврска произлегува за општина Демеркапија во член 4 во делот на финансиските одредби, а тоа е обезбедување на средства за финансиски средства кои што се според бројот на жителите за секоја општина во износ од 82.738 денари заради одржливост на самиот регионален центар. Знаеме дека претходно и 2022 и 2023, значи Советот има донесено одлуки за овој центар и оваа година според програмата за еднакви можности се предвидени финансиски средства во висина од 50.000 денари, со тоа што лани дадовме 109.000 денари. Меѓутоа, по меморандум не стои дека тие средства се променливи, а 82.000 дадовме во 22, така некако оваа година се 50.000 се дошли некаде по 82.000. Дали некој бара збор или има прашање по однос на првата точка, предлог одлука за собствено дружество на општина Демеркапија во реализацијата на овој проект на советовален советовалишен центар и помошна подршка на жртви на родово базирано насилство. Отварам збор. Пошто некој нема разбор, да заклучува претресот и предлог одлуката да ставаме гласа. Кој е за вака предложената предлог одлука молам да крене рака? Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Поминуваме на втора точка. Предлог одлука за давање на согласност за прифаќање на намера за донации од Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Скопје. Точно. Ве молам да се произнесе. Благодарам, председател. Значи, во прилог на предлог одлука беше доставено барањето за добување на локална акција во Демеркапија, доставено од Ромалитико. Ова барање е поврзано со претходно склучен меморандум за соработка помеѓу општина Демеркапија и Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико на 24.7.2024 година. Инаку Ромалитико има, значи, добиен некој проект преку УСАИД, каде што во делот од програмата активности за самоодржливост на заедници и спроведува одредени активности во рамките на овој проект, па така има за цел да се уреди просторот во училиштето во село Пржево, или како населено место Пржево е најбројно според број на жители со роми според ромска националност. И има намера да се уреди тој простор со поставување на клупи за седење, канти, садници, така што општината во самото барање видите дека има обврска да обезбеди 10 садници. Исто така они се во соработка и со женско лоби и тие имаат одредена обврска во тој проект, значи да обезбедат садници и поставување на заштитна ограда. Дали имате прашања, коментари и поведете се? Одлука владата што напишано дека да се подобрува. Меѓутоа, ако го анализираме ова, значи, да, ова е Ромалитико за подршка на роми, на роми. Ама што ми го видиш ова финансирано од Агенција за меѓународен развој УСАИД, платата е еднаква на Сорос, сите тие после тоа имаат искрени намери, барем до сите сегашни служби. Туско го видам и ова невладината организација женско лоби во Демеркапија, дека тука имаме стомнеш за средства одма да кажувам, не сум против, меѓутоа јас ќе да поддржам бидејќи никој верувам во усетните на совест на тие невладни организации, ниту на женско лоби. Дали, друг пар разбор во однос на втората точка дневниот ред? Пошто никој нема разбор, да заклучува претресот и ова точка да ставаме гласа. Кој е за предложената предлог одлука за давање на согласност? Молам да крене рака. 5 гласа за,
воздържани, 4 воздържани. Благодаря. Поминуваме на трета точка от дневния ред. Предлог одлука за престанок на заважане на одлуката за даване на трайно користење на книжна ствар, возило на Фондацијата Центар за едукација и мрежување во туризм. Ценет Димитар. Вола, представите разрешението. Благодарам, председателя. Значи, предходно имавме на микроответите предходни како точка за давање за одземање на користење и давање на некако пошови, тоа таа одлука не помина. Како што кажавме, тогаш возилото е веќе ставено во функција. Инаку Ценет го нема користено ова возило покрај одлуката која што била донесена 28.4.2016 година сообраќајна, се уште се води општина Капија, за да може да се користи од страна на нашите служби. Барем, ова одлука да престане со важност, за да може општина Капија да го регистрира и да го користи тоа што е во познат состав, да не стои така. Добро. Следните прашање, коментари по тоа, господин Стојанов. Тоа сега, таа се работи со возило, Маздата, што пред 2 седмици требаше да го терминираме. Јас тоа го против, а сега ќе кажам мало тука, да се зиме на свет, дека тоа е општинско возило, така напред. И тоа не било автоматично, не е јасно, дека условија од општинската администрација, да прво даде дека ако донесете одлука, прво да го дадеме на јавно комунално предпријатие, а не одземено од цена. Не, одлуката тогаш беше да се Требаше земе обратно да и било да се да- даде во исто време. Така, Значи, предходната одлука беше одземање и истовремено давање на трајно користење на Јакопа Бошов, и тоа одлука не помина. И затоа сега, значи, сакаме тоа возило да се користи од страна на службите на општина, затоа што е во функција и да не стои така. Дали да други на прашање, пошто никој не разговор, да започнем третата точка, нова одлука за престанок на важење на одлуката за давање на трајно користење на книжна ствар, возило на Фондацијата Центар за мрежување на туризм Ценет Капија. Става на глас кој е за одлука, едногласно, 9 гласа за неодржано. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок на председателот и членовите на управниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шефот Кавадрец. Поверете. Благодарам, председател. Беше правен основ за донесување на предложеното решение, член 19 став 6 од Законот за јавните предпријатија, според кој висината на месечниот надоместок за председателот и членовите на управниот одбор на јавното предпријатие со одлука го утврдува основачот на јавното предпријатие. Согласно член 10 од одлуката за основање на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шефа Кавадарци, Советот на општина Капија именува еден член во управниот одбор на предпријатието со решение од 19.7.2024 година. Па поради тоа потребно е да се донесе одлука за утврдување на надоместокот. Овој износ е по препорака од управниот одбор на Шефа, бидејќи во управниот одбор има членови од повеќе нели општини, тоа е заедничко јавно предпријатие, и за да не бидат износите на од различни општини, се препорачува, значи, сите членови да имаат надоместок од 6.000 денари, а председателот од 8.000 денари. Стојате, господин Стаси, сега сте свой. Замислено надместо воопшто не сум на едно да се даде тоа согласно со супругата и не се точно да се не е така. И не е прашањето Да. Што ако ние донесеме одлука 6.000 за шеф, за председател 8.000, а другите општини ако не се трафично? Токму тоа сега го спомнав, значи, сите општини ќе ја донесат истата одлука. Ако не ја донесете, не донесете. Значи, тоа е во договор со општините. Ако е исто, сите општини донесат исто, Да. исто е да не дојде до ситуација На последниот заеднички состав, заради тоа и препораката е од Шефа. Значи, сите општини, они имаат одлука. Тоа се предвижда колку сакаме, ако не изгласа, ако не годино Кавадарци.
Значи, заради тоа ми дават препорака сите општини да донесат и за комуникација сме дека сите совите ќе донесат тие што имаат членови во управниот одбор, ќе ги донесат истите износи. Затоа што не е фер, например, знаеме дека по комуналните или јавни предпријатија износите се воопшто на Демеркапија различни со Неготино, со Кавадарци, со Велес и се не е во ред, значи членот од Велес да зима повеќе износ, а членот од Демеркапија да зима помалку износ. Токму поради тие причини е утврдено овој износ и сите членови да зимаат ист. Општина Неготино мислам дека веќе ги донесе. Дали некој друг па разговор за четвртата точка, само предлог одлука за одобрување на месечните данеста. Тука никој не е разговор, да заклучува Петерсон и ова точка, овој предлог одлука ја ставам на гласа, кој е за вака предложена на предлог одлука. Едногласно 9 гласа за благодарам по одобрување на пета точка од дневен ред. Предлог одлука за доделување на награда 7 ноември и признание за 2024 година. Затоа на комисијата ја говорите за системата. Комисијата денеска заседаваше и изоснова во состав Елизавета Текеле, националниот председател, со проект имавме на комисија се одржи да разгледа следните предлози. Имавме 4 предлози во писмена форма. Тоа беа предлози за добивање на 7-ноемврско признание и за 7-ноемврска награда. Ги точно на кратко, тоа е Игор Ристовски, проект координатор на МАК Геопарк, проект за област на животните средини и климатските промени. Иначе предлог за Александра Миладинова за постигнување во областа на образованието. Александър Арсов за значителен принос во формација на професионалните вредности развој културната дејност, предлог беше поднесен од Ивана Ладова. Дарио Милошевич, предлог поднесен од Стефан Сокович, заради промоција и информација на општина Демеркапија и за развој на туризмот. На самата седмица како член на својата комисија по знание и признание, Елизавета прикрива да додаде предлог за 7-ноемврско признание на Камен доктор Аншли Демеркапија, преди стационар за учење, чрез цела изгражување на бездомните учења. Комисијата едногласно одлучи и по предлога на својата општина Демеркапија предлог одлука за доделување на 7-ноемврски признание и награда. По повод 7 ноември, Велика општина Демеркапија за постигнато остварување што представува посебен придонес за развој на предување на општината за нејзин секунден напред од афирмација, наградата 7 ноември за 24 година предлагаме советот да ја додели на Александър Арсов за значено остварување во областа на културата и признанија да се доделат пред комисијата, значи на Игор Ристовски за успешни активности и проекти во областа на животната средина, Александра Миладинова за принос во областа на образованието, Дарио Милошевич за посебен принос и афирмација на општината во областа на туризмот и Камен доктор Аншли Демеркапија за хуман третман на заштита и добросостојба на животните. Знам дека сите предлози што беа стигнати во писмена и устна форма се содржани во предлог одлуката, така да ова предлог одлука ја представна да дошли да стане на глас. Ние вече ги прочитавме кои се предложени. Значи, гледаш, ќе прочитам Александър Арсов за награда 7 ноември за ден на општина Демеркапија за постигнато остварување што представува посебен принос и развој на напредување на општината и нејзин секунден напредок и афирмација за 2024 година. И признанија на Игор Ристовски за успешни активности и проекти за областа на животната средина. Тоа Александра Миладинова за принос од областа на образованието. 3. Дарио Милошевич за посебен принос и афирмација на општината во областа на туризмот. И Камен доктор Аншли Демеркапија заради хуман третман и заштита на добросостојба на живот. Ги имаме предлозите. Дали отворам дискусија по однос на ова точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување на награда 7 ноември и признанија за 2024
година. Дали некој бар збор? Пошто никој нема разбор, го заклучувам претресот и овака предложените членови, како да кажам, ги ставам на гласање. Кој е за да поединечно може да ги гласаме или ќе оди како купно? Да, ова е одлука. Предлог одлуката е ставам на гласање за награда на 7 ноември и признање за 2024 година. Кој е за ова на рака? Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Тука се среќаме предложените. Точка број 6. Предлог програма за обележување на денот на ослободувањето на Демиркапија за 7 ноември за 2024 година. Јас само можам да кажам дека изготвуваше програмата беше Стефанија Колешка, која едноставно е отсутна. На Библија. Градоначалникот исто така нема можност да присуства поради неки опрески, не може да стигне. Бевме добиле програмата. Вие ја добиле програмата, доколку можам јас да одговорам за прашање, не можам да разложувам. Јас пошто поставиот точка бев консултиран по однос на пошто оваа година е юбилеј на 80 години Демиркапија славила ослободувањето, така да заради тоа е спремена една поголема Да, пообемна е, повеќе денови што така, повеќе денови се фатат сите, значи и училиште, и сите културно-забавни, спортски активности што направо. Значи 3 дена ќе биде обележувањето на ослободувањето на општина Демиркапија. 7 ноември. Се надевам дека советниците има можност да ја видат програмата. Отварам расправа по однос на ова точка во дневниот ред. Дали некој бара збор? Пошто никој не има разбор, добро, изјавите се. Благодарам. Да, јас се извинувам за доцнењето, меѓутоа до нас материјалот беше доставен во тој момент, а веднаш и беше доставен. Мислам дека не е спорно што не би без затоа што не одиме кон тајно. Јас разбирав на Бибер и дојде нешто симптоматично така. Значи, 80 години јубилеј. И треба програми се помнува се јошно програми треба да се менува нешто години среќи така насно. Меѓутоа што нешто ме засега. Прошлата година, минатата година имам тука една 7.11.2024 од 12 часот, значи културно изгодна на рачни да изработи други кредити и после тоа пресечни седмица на општина Демиркапија. И сега тука се наведува. Изгледа македонска химна, сечно паѓање на наснов, поздраве Бог, градоначалникот закон својот така напров, приказ за видеозапис за Демиркапија, ова, и се тоа добро. Следен момент дека не стигнам до говор на поранешен истакнат владен представник. Што тоа значи? Кој е тој поранешен владен представник? Што тоа ќе биде сарпрайз нешто на денот на општината на обележувањето или што не е именуван или не знам се уште кој па некој ќе биде. Многу е фамозно, многу е симптоматично и прво не ми се допаѓа воопшто, ако напишано во програмата. Ако можеше, значи секоја година и прошлата и предпрошлата, пола министри од властта доаѓаат на 7 ноември и на 7 кривко, а сега не може владен, него поранешен владен, а сега ќе го криме, или е тоа покано од градоначалникот, или ова веќе представува некоја партиска прослава 80 годишна на општината, дали ова партиско прославување вака програма. Мене ова уопште не ми се допаѓа. Поради ова, тука што е станено ова, и јас програмата не моја глас. Во знак на револта. Јас од почеткот бев
влада, него некој од првата влада на заедно. Меѓутоа, че беше добро да предлагачот на оваа програма, во случај Стефанија Соколович, биде присутна, да точно ми да Кој е не се замислата забуде и заради тоа што да, што е планирано. интенција и моја и наша генерална да не даде партиски белег на ова прослава, заради тоа што стварно не е во ред, е и юбилејна. И мене одлична партија, просто, Не е во ред